Во Струга не се дише. Целиот град е обвиткан во чат и неподнослива миризба. Струшката дива депонија од синоќа непрестано гори. Чадот кој што и сега од терен можеме да го видиме, пламените јазици не запираат, ниту противпожарните екипи деноноќно не можат да го изгасат. Станува збор за подпаливи големи површини кои што некој намерно ги има подпалено вчера вечер, но од полицијата се уште не откриваат кој е сторителот кој што од Великден па наваму постојано е подпалува дивата депонија која што го загадува целиот град и од која што граѓаните не можат да дишат чист воздух. И од сликата која што сега ви ја пренесуваме се гледа дека црн чат се издига над Струга, целиот град буквално е обвиткан, а граѓаните не можат да дишат. Чадот е неподнослив и навистина миризбата која што ја чувствуваме е неподнослива, па затоа и Стружани денеска повторно масовно излегуваат на протести во центарот на градот, излегоа и побараа властите што е можно побрзо да овозможат чист воздух, да ја преместат или затворат Струшката дива депонија која што со децении им го отежнува нивниот живот. Како што веќе кажав, Струшката депонија е запалена вчера вечер, на само неколку часа по посетата на министрите за животна средина, кои што дојдоа во Струга, разговараа со локалните власти за решавање на овој проблем, но не открија конкретни мерки кога депонијата ќе се затвори или дислоцира. Според градоначалникот Мустафа Забзон, идеалното решение е истата да се премести на депонијата кај Буково, но додека тоа се оствари, Стружани се гушат во неподнослива миризба. Според полицијата и противпожарните екипи не располагаат со доволно механизација која што би ја изгаснала депонијата и тоа е една од причините, но сепак тие велат дека потребно е веднаш да се пронајде непознатиот сторител кој што ги прави овие штети на градот и тоа на стартот на туристичката сезона. Како што веќе кажав, Стружани во повеќе наврати излегоа на протести, побараа помош од властите да се обезбеди чист воздух, да се затвори оваа депонија затоа што не сакаат да си го нарушуваат своето здравје, се жалат на многу здравствени проблеми и секако штети врз туристичката сезона на сите оние туристи кои што го посетуваат градот. Тие и денеска масовно, можеби најмасовно досега излегоа на протести и побараа од министерствата и од новата влада да го решат овој проблем затоа што велат во Струга повеќе не се дише и ваквата ситуација не можат повеќе да ја издржат. Тука предлагам да ги слушнеме нивните изјави од протестот кој што се одржа денеска во Струга. Секој ден откриваме дека сме подложни на рак, на мозочни заболувања, на што не. Белодробните заболувања се на прв удар, меѓутоа гледаме секојдневно истражуваме, гледаме дека е многу поопасно. Значи не страдаат само белите дробови. Ние не сме ни партиски обоени, ни сме од некој невладини поддржани. Буквално самите инвестираме во печатење материјал. Замолуваме некој да ни испечати мајци, во прв пат денеска мајци имаме. Чисто е ова само да го покажеме нашиот бренд. Дека ни е доста ние не можеме да издржиме повеќе. Првото барање е секако гаснење на депонијата, час поскоро да пристигне таа механизација. Второто барање е да се воведе по-сериозен надзор над депонијата, 24 часовна чуварска служба, камери, а доколку тоа не е финансиски издржливо во моментов да се бара по Министерството за внатрешни работи и да се испратат полициски патроли секој час, секој половина час. Вчера бевме посетени од тројца министри, од тука беше градоначалникот, значи различни партии, различни етникуми, не знам на кого му одговара баш на почетокот на туристичката сезона да се пали депонијата, а настрана еколошката катастрофа која веќе трае 2 месеци. Албанци, македонци, стари, млади, деца, ајде се заедничиме, да се собериме заедно и да го браниме Струга од нечистотија. Ова се барањето на Стружани кои што денеска најмасовно излегоа на протестот во градот. Тие бараат итно да се дислоцира или да се затвори еднаш за секогаш дивата депонија, затоа што повеќе не може да издржат ваквата состојба и да дишат загаден воздух. Тие порачаа дека доколку Министерството и новата влада не ги превземат сите оние мерки на кои што тие во повеќе наврати апелира, се подготвени да излезат на уште помасовни и радикални протести со блокади на неколку патни правци. Во следните денови се очекува да видиме како експертските тимови кои што ги најавија министрите за животна средина и новата влада ќе ја испитуваат дивата депонија и што на владина седница ќе се изгласа. Дали таа ќе се премести на депонијата кај Буково на Охридска територија или во најбрз може рок ќе се конзервира. Студио